Добар ден. Ако многумина вечерва прашуваат, ке критикуваат што бара Катерина Цаневска-Арцовска на маршот на слободата, и тоа овде пред Македонската радио телевизија, да им кажам веднаш. Од мојата 8 година па до 2008 година работев, растев со Македонската радио телевизија. Ако некој ја сака оваа куќа, тоа сум јас. Ако некој сака да биде угледна и вистинска радиотелевизија, да биде вистински јавен сервис на граѓаните, тоа искрено јас го посакувам. Иако рака на срце, ниту една политичка структура досега не сакаше да ја остави Македонската радиотелевизија на мира. Пропаѓањето на Македонската радиотелевизија почна многу одамна, но сега Македонската радиотелевизија ја погребуваат. Дали ќе дозволиме некој да ја погребе Македонската радиотелевизија? Дали ќе дозволиме да го погребат јавниот сервис на граѓаните? Ако приватните телевизии имаат своји газди кои што ја уредуваат политиката на куќата, кажуваат што ќе се пишува, бидејќи тие се газди, Македонската радиотелевизија нема газда во ликот на Бранко Црвенковски, нема газда во ликот на Никола Груевски, нема газда во ликот ниту на Жерновски, Љупчо Георгиевски, ниту пак на Ѓорѓе Иванов или Трајко Велјановски. Газда на Македонската радиотелевизија е народот. Народот плаќа сметки за функционирање на јавниот сервис Македонска радиотелевизија, а знаете, на тие сметки нема ниту партиска, нема ниту национална, ниту верска омраза. На сите на први ни доаѓаат сметки да платиме за јавниот сервис Македонска радиотелевизија. Долги години оваа куќа беше вистинска пералница на пари. Ревизорот напиша дека овде има криминал, не се знае како одат парите, не се знае текот на парите. Тие завршуваа наместо за техника, наместо за плати на оние вредни луѓе што работат во Македонската радиотелевизија, а тука верувајте, има и квалитетни сниматели, има и квалитетни тонци, режисери, монтажери, реализатори, микромани. Наместо за техника и камери, парите одеа во приватни джепови. И мислите дека им фали нешто на тие 20 директори што беа овде? Ништо. Тие беа дури и наградени за тоа. Лопови! 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 Ако во месец септември се понадевав, кога чув дека ќе дојде ново раководство во Македонската радиотелевизија, изгледа се излажав. Ми рекоа дека тоа ќе бидат луѓе кои што го знаат новинарството, луѓе кои што живеат со демократијата. И што се случи? 500.000 евра новиот екран не значи и квалитетни вести. Розевите очила се уште останаа на Македонската радиотелевизија. Шминката почна да паѓа со штрајкот на лекарите. Цензурирани или никакви вести за она што ни се случуваше во главниот град, за она што се случуваше во другите градови, за она што се случуваше со пациентите и докторите. Ако тогаш почна да паѓа шминката, тогаш маската падна на 24 декември. Колегите од јавниот сервис, не говорам за приватните, таму е друга уредувачка политика. Колегите од јавниот сервис не видоа дека нивните колеги се влечени, тегнени и брутално исфрлени од Собраниската галерија. Од местото каде што јас 20 години известувам, од местото каде што работат новинарите и ги добиваат вистинските слики и снимки за она што се случува во Собраниската сала. И ако дента не видоа што се случува, утредента го пренесоа, замислете, извинувањето и жалењето на државниот врв за она што се случило во собранието. Тоа беше почетокот на крајот на Македонската радиотелевизија. И тука видов еден транспарент: МРТ мртва. Непочитувани граѓани, нема да дозволиме
сакаме македонската радиотелевизија да биде мртва. Македонската радиотелевизија е јавен сервис. Македонската радиотелевизија им припаѓа на граѓаните. И ако сите премолчевме кога ја затворија А1 телевизија, ако сите се криевме и молчевме кога го убија Мартин Нешковски, се правдавме, имаме поважна работа, гледаме кога лисијата паѓаат. Немојте сега да се извинуваме дека имаме побитна работа, дека го гледаме Сулејман Величествениот. Тоа ќе ни се врати како бумеранг на сите. Ви благодарам.